Почитувани, ова е визави на програмата на ТВ Канал Виз. Мој соговорник е министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Ке разговараме за социјалните реформи кои што се во теки, кои што треба да се спроведат во нашата држава и за тоа како ќе се реорганизира социјалниот систем во Република Северна Македонија. Министерке, добре дојдовте во телевизија Виз и во емисијата Визави. Добре најдов. Најавивте сериозен пакет реформи од областа на социјалната сфера, меѓутоа иако требаше да почнат уште од февруари, сепак е веќе втор месец не само што се дотне со имплементација, туку и нема најава на да се изгласа во собранието. Каде е заглавена целата постапка и дали тоа ве загрижува? Сметам дека собранието почна сериозно да ги разгледува законите, затоа што влегува во собраниска процедура и тоа ме радува, што значи дека претениците станаа свесни колку е важно да оваа социјална реформа се случи во интерес на граѓаните. На првата комисија, Комисија за труд и социјална политика помина, на Европската комисија исто така, на за европски прашања. Очекувам на законодавно правна исто така во скоро време да помине сега. Многу е важно да видиме дали претениците целосно ќе прават пауза или ќе работат во овој предизборен период и да во мај месец некаде го имаме законот. Нема најави дека нема да се гласа законот. Мислам дека претениците се свесни и по дебатите кои што ги имавме и по јавните расправи, дека граѓаните очекуваат од нив одговорност, посветеност во работењето на собранието и дека ќе ги изгласаат законите многу скоро, се со цел да ги извлечеме нашите сограѓани од сиромаштија. Така, има сепак кај дел од опозицијата, но и кај партиите од албанскиот блок имаше реакции за одредени законски решенија, односно измени кои што треба да се спроведат. Дали разговаравте за тие проблеми, особено за додатокот за трето дете и дали веќе сте на иста линија по однос на овие прашања? Да, по однос на додатокот за трето дете се направија преговори во кои што се утврди дека третото дете сепак ќе се однесува на сиромашните семејства, што значи дека ја задржавме истата линија на целата реформа, а тоа е дека сите додатоци и сите надоместоци кои што се даваат во државата треба да ги насочиме кон оние што се ранливи и сиромашни. И сега семејствата кои што имаат трето дете или очекуваат трето дете, а живеат со подминимални примања, вкупен приход на семејството е под минималните примања, ќе добиваат додаток за трето дете. Тоа што значи? Тоа под значи 12.000 под 12.500 денари. Така. Сега толку е утврдена минималната плата, како ќе расте таа, така ќе расте и овој цензус, но сега сите семејства кои што имаат приход до 12.500 денари ќе може да го добиваат додатокот за трето дете, што значи најсиромашните, оние кои што имаат ниски примања, и тоа е праведно. Сепак реформата го задржа својот облик, а тоа е дека сите пари ги насочуваме како држава кон најсиромашните, најранливите. По однос на опозицијата, навистина морам да кажам дека немаа суштински забелешки. Тие имале можност да спроведуваат реформи во 11 години, не спровеле ништо од реформа, само го зачмаиле системот и го уништиле, да кажам. Немаше ниту вработени, немаше ниту систем, немаше ниту грижа кон корисници, ниту па зголемување на надоместоци. Сето тоа беше некаква си пародија и злоупотреба и токму затоа се види и дека сега во дебатите, во јавните расправи, се она кој што го предлага немаше никаква суштина и не се однесуваше на системот кој што ние го реформираме. Туку беше само едно политичко препукување што мене на крајот им изгледаше смешно. Имате 700 милиони евра буџет во социјалната сфера кој што треба да го реализирате. Дали ако се изгласа тој пакет социјални реформи во мај, вие сепак имате време да ги реализирате реформите, бидејќи се сеопфатни и ќе позборуваме и за нив. Реформата апсолутно ќе се имплементира и буџетот ќе се троши. Ве гази времето сепак. Во секој случај јас очекував собранието многу порано да ги закаже сите комисии да ги гласа реформите, затоа што нашиот буџет беше предвиден за 12 месеци. Со тоа што сега, ако во законот ќе видите дека една од амандманите кои што ги предложи мнозинството е дека ќе важи во моментот на донесување за претходниот месец ќе важи исплатата. Што значи ако го донесеме во мај, ќе може да исплатиме за истиот тој месец. Ако го донесеме во јуни за истиот тој месец, значи нема да го испуштиме и месецот на донесување на законот па да чекаме понатаму да се имплементира, затоа што министерството е целосно спремно за имплементација со системи, поврзување и така натаму, но еве чекаме да собранието ги изгласа законите, затоа што само во тој момент тие стануваат правосилни и државата понатаму или извршната власт треба да ги имплементира. Неколку пати потенциравте дека го затекнавте социјалниот систем во распад, дека не функционира.
потенциравте дека имате проблем со кадровските решенија, имате проблем со бројот на вработени во центрите за социјална работа. Дали тие ќе имаат капацитет една ваква обемна реформа да ја спроведат? Како ќе сесно или во ќе ги решавате работите? Имате ли план Б, што ако се појават проблеми при имплементација на сите тие закони? Многу новини ќе има. Ние тоа го најавивме како проблем, но пред година и пол. Ние не спиеме година и пол, работиме. Значи центрите за социјална работа еве во Струмица сме, може да кажеме дека се екипираат. И тоа како? Се вработија стручни кадри кои што се точно од профилот социјален работник, правник, оние профили кои што се потребни на еден систем, педагог, психолог и така натаму. Што значи дека ние веќе си ги екипираме центрите за социјална работа, електронските системи се адаптираа, центрите во меѓувреме, иако законот не е изгласан, тие прават подготовки, правеа увиди, правеа ревизија и сето тоа е подготвено за да ние имаме што помалку предизвици при имплементација. Нема систем што совршено одеднаш почнал да работи без проблем, но најважно е дека првата исплата треба да се случи и после тоа ќе гледаме дали имаме некакви потреби од адаптација или не, но ние сме спремни да многу брзо по донесувањето на законите исплатата почне кон граѓаните. Развојот на услуги е втората компонента во социјалната реформа и тоа ќе значи посебна посветеност на Министерството, локалните самоуправи, центрите за развој на овие услуги. Но ние обезбедивме и пари за тоа, да секоја општина заедно со граѓанските организации на локално ниво аплицира во Министерството за труд, ако има потреба од одредена услуга, а многу услуги се потребни на локално ниво за граѓаните, да аплицираат, да ние ги поддржиме и тоа е веќе етапно и тоа е развојна фаза која што ќе трае уште многу години за да речеме да, Македонија има сеопфатна социјална заштита. Има ли предизвици кои што ги очекувате во текот и кои би биле тие кои што ќе ви се појават при имплементација на тој нов систем на социјална заштита? Додека граѓаните да увидат кои се нивните права, како се групирани новите права, образовниот додаток, голем број на семејства ќе го примаат, детскиот додаток исто така, центрите ќе треба да ги повикуваат. Дополнително веќе нема седење на центрите позади бироата. Значи стручните работници ќе треба да бидат на терен, да увидуваат кои се проблемите на граѓаните, системски да ги решаваат, да ги поврзуваат со агенција за вработување. Сето тоа е предизвик за системот затоа што е ново, или управување со случај е нова методологија која што ќе се применува, нов систем на работа на центрите за социјална работа. Агенцијата за вработување ќе треба да ги препознава корисниците на ГМП, на социјална помош, како идни работници. И тоа е, знаете, како менување на менталниот склоп на целиот систем кој што досега велел, да, тој прима социјална помош од 3000 денари и ние го забораваме, со тоа завршуваме нашата работа. Не. Сега секој еден социјален работник ќе биде мерен по неговата успешност, колку граѓани ќе извлече од сиромаштија преку вработување, а не преку социјална парична помош, затоа што вистинскиот излез од сиромаштија е само преку вработување. А ние имаме побарувања на работници кои што се, да речеме, стручни и квалификувани и со средна стручна спрема. Затоа Агенцијата за вработување ќе има обврска да овие граѓани ги направи работоспособни, преквалификува, доквалификува и да ги понудиме на бизнис секторот. Затоа што тоа ќе даде и во економијата побрз раст. Затоа што знаеме дека бизнис компаниите бараат основни работници. Ние немаме работници за накаса, ние немаме градежни работници, значи сите оние профили кои што недостатуваат ќе ги обезбедиме. Ми се наметнува едно прашање кога го спомнавме тоа дека факт е дека има голем број на општи работници кои што се бараат, меѓутоа минималната плата ако е 12.500 денари, а вкупниот додаток како социјална помош што може да го добиваат е 10.000 денари. Сметате ли дека ќе бидат демотивирани можеби да се преквалификуваат и како ќе го контролирате тоа да не ги бараат тие лавиринти на заобиколување на обврските? Нема да имаат можност да ги заобиколат обврските затоа што има два пати можност да им биде понудена работа за која што се квалификувани. И мора да ја прифатат, затоа што велам излезот од сиромаштија не е социјална парична помош, тоа е времена мерка кога вие ќе се најдете во социјален ризик или немаштија. Секој од нас може да се најде таму. И затоа државите ќе ве прифатат во таа мрежа и треба да е блиску до минималната плата, зашто вие во тој период треба да живеете достоинствено, не да бидете на дното во општеството и да брзо си се вратите на пазар на труд. Но дополнителна стимулација за сите оние кои што имаат приход до минимална плата ќе добиваат и детски додатоци. Што значи дека ако семејството има една минимална плата од 12.500, ќе ги добие детскиот и образовниот додаток. Што значи дека тоа семејство веќе не е со 12.000, туку е со 15.000, а семејството со социјална помош е 10.700, што значи разлика од 100 евра. Не е нула, не е 500 денари, не е 1000 денари, е разлика од речиси повеќе од 5000 денари. И така се прави стимулација и на тие со ниски примања и на приматели на социјална парична помош, но етапно да се извлекуваат. Но сепак
сме далеко од просекот на Завод за статистика што го вели дека месечната кошница која изнесува некаде околу висината на просечната плата од 24.000 денари. Државниот Завод за статистика не мери кошница. Но сепак факт е дека ни со 12, ни со 15, 4 члена семејство не може да преживее. А дали го Сметате ли знаете дека тоа ќе статистичкиот податок кој што покажува колкава е линијата на сиромаштие во државата? Тоа е околу Огромна е. 6.000. Не. Колкава е линијата на сиромаштија над која што вие треба да живеете за да велиме не сте сиромашни. Во релативна сиромаштија тоа е повеќе околу 6.000 денари, што значи дека апсолутно ние целата реформа ја базиравме врз основа на тие статистички индикатори, дека овие семејства ќе се извлечат од сиромаштија, нема да добијат просечен приход. За да имате просечен приход треба да сте на пазар на труд. Тоа токму го кажуваме дека луѓето треба да ги извлечеме и да одат и да се вработуваат, не да живеат на линијата на сиромаштија. А овој трансфер што ние го исплаќаме кон граѓаните ги извлекува секој месец од сиромаштија, што значи дека точно вашите показатели статистички, кои што вие сакате да ги цитирате, покажува дека ние со оваа реформа ќе ги извлечеме од сиромаштија корисниците на социјална парична помош и затоа за 3-4% очекуваме да сиромаштијата падне во државата, затоа што трансферот ќе биде на ниво на линија на сиромаштија, не на просечен приход. Кои други мерки, бидејќи и предминатата недела имаше податоци дека е голем јазот на сиромаштие во државата, кои други мерки може да се понудат за да се помогне на граѓаните, односно детската и сиромаштија барем да се намали? Тоа се детската сиромаштија апсолутно за во Македонија немало универзален детски додаток. Во Македонија немало универзален образовен додаток. Ова директно влие на детската сиромаштија. Целата реформа, најголем дел од парите кои што ќе ги исцрпиме од буџетот се за детска сиромаштија. Затоа УНИЦЕФ излезе со свој извештај и пофалба кон реформата дека најголем ефект ќе имаме во намалување на детската сиромаштија и дека тука огромен ќе биде процентот на пад на детска сиромаштија и затоа се пофалбите од УНИЦЕФ. Дополнително минималната плата која што ја покачивме во 2017 година, незиното усогласување во 2018 и во 2019 покажа дека ние за 50 евра во најкритичните гранки кај што имаме најмногу трудоинтензивна работа, најмногу вработени, тоа се текстилна, кожарска индустрија за облека, за 50 евра ја покачивме минималната плата. Целото тоа влие на намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните. Што е со реакциите во тие гранки дека работодавците ги тераат да враќаат дел од средствата? Треба последните коментари да ги слушнете каде што и тука успеавме. Имаше пред една недела имаше од штипските синдикални работнички, особено од конфекциите, да зборуваат дека се уште има такви појави. Но процентот е исклучиво намален и токму тие организации на текстилни работнички излегоа и пофалија дека државниот инспекторат за труд конечно почна да излегува на терен и конечно работодавачите престанаа да ги тераат да ги враќаат К15. Знаете зошто? Затоа што имавме координирана акција. Декември месец, јануари месец, февруари месец се проверуваа сите трудоинтензивни гранки и се гледаше дали се исплаќа К15. Таму каде што се утврди дека има најава за враќање на парите, координирано и со другите институции, меѓу кои што Министерството за внатрешни работи, парите им беа оставени на граѓаните и на работничките, што кажува дека системот конечно почнал да се грижи за работниците, ако самите тие здруженија кои што будно следат, ја пофалија и минималната плата, ги пофалија и државниот инспекторат за труд. Предизвици ќе има секогаш. Ние како држава сме далеку од организиран систем кој што на сите нивоа е квалитетен. Ние градиме државата беше срушена, 11 години беше потоп, работниците не смеа уста да отворат. Сега самите тие пријавуваат, а ние лично и како функционери и како директори се грижиме дека инспекторатот ќе работи, дека парите ќе бидат кај граѓаните. Сигурно дека има 1-2%, 5% кои што ќе бидат присилени, кои што се плашат да пријават, но јас реков, враќање на пари е кривично дело. Така е позиционирано, не е прекршок. Ако сите сме сигурни дека сакаме да го искорениме враќањето на пари, јас ги мотивирам работниците да дојдат кај мене лично или во мојот кабинет и да пријават таму кај што ќе ги натераат да вратат пари. И после пред суд ќе ги застапуваме до последно, додека не докажеме дека парите се вратени. Но важно е работниците да се охрабрат. Само со храбри работници, силни синдикати, силни здруженија не може да ја вратиме државата на прав пат. Зборуваме за права на деца, за детска сиромаштија. Се повеќе, освен во главниот град, имаме деца кои што просат на улица и во градовите во внатрешноста. И имаме спротивставени ставови. Од една страна организации и граѓани поединечно кои велат дека реагираат до центрите, а од друга страна изјави од центрите дека мора да се координирани со МВР, па дека нема сериозна соработка. Што ќе превземете за да се реши овој проблем, бидејќи има десети, себе и во Струмица има деца кои што ги среќаваме по улици, на семафори, како ќе се действува во таа насока? Деца на улица не треба да има. И тоа е
да речеме, став на сите. Тоа е нешто кое што сите и издруженија и институции го имаат како став. Но неколку се нивоата зошто имаме деца на улица. Едното е заради сиромаштија. Иако е заради сиромаштија, кој е вашата кредибилитет, да речеме, како држава или институција, да го одземете детето од тоа семејство само затоа што е сиромашно, а при тоа вие никаков додаток не му давате. Така, тоа беше случај со претходната власт, ки одземаше тие деца и правеа некои циркозијади. Не, јас реков, до моментот додека ние не исплатиме соодветен трансфер на семејството заради сиромаштија, тој е гарантиран приход во новиот закон, тој е детски додаток, образовен додаток, до тогаш тие семејства сите сме свесни дека некако се снаоѓаат. Некако мора лебо да го извада, зашто не сме валјда до толку дека мислиме со 2000 денари го преживуваат месецот таа социјална што им ја даваме. Не, сега кога ќе почнеме да исплаќаме, ние веќе имаме 40 социјални работници кои што ќе бидат на терен и кои што затоа што во Скопскиот регион ги имаме најмногу, најголем дел и таму ќе бидат активирани, ќе треба да утврдат кој е причината зошто семејството е се уште на улица со децата. Зошто децата не се во училиште, зошто да речеме ги примаат или не ги примаат тие детски додатоци и ќе се работи директно со семејството да децата ги тргнеме од улица. Тоа е долг процес, затоа што не секогаш само сиромаштијата е причина зошто децата се на улица. Тука имаме трговија со деца, тука имаме организирани, да речеме, одредени криминални структури, затоа е потребно да биде присутна и МВР. Но еднаш кога да видиме како ќе ги тргнеме овие заради сиромаштија што се на улица, како ќе ги подкрепиме, ќе ги поддржиме, ќе ги насочиме кон образование, па се она што ќе остане како друга организирана криминална група, тоа ќе се сработи заеднички со Министерството за внатрешни работи. Јас сум сигурна тие се отворени за соработка многу подоцна ова прашање и така чекор по чекор ќе го решаваме овој долгорочен проблем кој што навистина се соочуваат многу поразвиени држави од нашата со овој проблем, но сепак барем сиромаштијата да ја сведеме на минимум и таа да немаме деца на улица заради тоа што нивните семејства немаат од каде да ги преранат. Туку ако веќе станува збор за криминал и трговија со деца, тогаш веќе на друг начин ќе го решаваме тоа прашање. Така. Во Струмица до неодамна немаше пријавено ниту едно семејство за како згрижувачко семејство. Каков е односот во другите градови? Има ли заинтересираност и како ќе се мотивираат граѓаните? Имаше и кампањи, сето тоа е во ред, меѓутоа сепак имаме мал одзив во некои од градовите. Видете, тоа е личен избор. За мене многу беше важно што кампањата ги даде ефектите како ни една друга кампања до сега. Тоа значи дека обезбедивме 100 семејства на ниво на држава, што не е воопшто малку, затоа што ние немаме па толку деца што се оставаат, да не се лажеме. Колку беа околу 200 и што деца кои што требаше во да се институции, но нас ни е важно дека овие семејства се со различен социјален статус. Што значи дека не е главна мотивација пари како што претходно се правело. Ајде ќе ви дадеме 8.000 денари, вие сте згрижувач и во суштина и вие јадете и детето што го згрижувате и тука не бев многу среќна со тој концепт. Но кога излеговме со кампања која што беше емотивна, која што ги отвори вратите на семејства кои што не заради пари, туку заради љубов. Заради тоа што нивните деца пораснале, заминале во странство. Заради тоа што немаат уште внуци, можеби немаат своји деца, но имаат материјални средства. Имаат можност да згрижат едно дете, тие ги отворија своите врати. И тоа направи, како да ви кажам, револуционерна промена во целиот систем на згрижување. И тоа ме радува што продолжува и без кампања. Постојано се пријавуваат. И посвоители кои што се пријавиле како посвоители, но ја надминале возраста да може да бидат посвојувачи и тие се јавуваат како згрижувачи. И тоа укажува дека ние полека ќе можеме и да ставиме стоп на пријавувањето на деца во Битола. Сега ние веќе ако дојдат на гинекологија да се породат и речат го оставаме детето, правиме се за мајката да го задржи детето. Но доколку конечниот одговор е дека го остава, тогаш не го носиме веќе во Битола, туку директно кај згрижувачи. И тоа дава подобар развој и поквалитетна грижа за бебињата во државата. Што значи дека системот на згрижување, тоа како му го подигнавме квалитетот и нивото, и секако дека понатаму сите центри си работат да си мотивираат што повеќе семејства да бидат интервентни згрижувачи. На крајот на 2019 година ќе имаме и посебна кампања и посебна мотивација за семејства кои што ќе сакаат бебиња. Тие мора да се специјализирани и сакаме да направиме една група на транзитни семејства кои што ќе бидат само за бебиња и директно од болница да ги носиме кај нив и тоа да трае кратко затоа што тие бебиња веќе влегуваат и во систем на посвојување и да оди побрзо целиот тој процес, да не ги заглавуваме децата во институции. Би имало ли можност, дали таква можност би оставиле згрижувачот да посвои дете доколку само кога системот на социјална заштита и центрите за социјална заштита за социјална работа ќе станат многу квалитетни и кога ќе бидам сигурна дека немам корупција таму.
до тој момент е многу тешко да оставите дискреционо право некој да одлучува, да му дадеме шанса да биде згрижувач и после тоа истото дете да го задржи кај себе. Сега велиме е нехуман системот на посвојување затоа што е електронски, така е ригиден и е технички. Се согласувам како социјален работник и како жена, јас кажувам дека тој систем не е најдобриот систем за посвојување, затоа што кога посвојувате дете треба да има атачмент, треба да дали се совпаѓаат со енергиите детето со семејството, како ќе се поврзат да следите, но тоа во развиени системи. Кај нас, каде што јас се уште се плашам дали за 500 денари ќе му обезбедат социјална помош и каде што туѓата нега се уште се плашам дали од некаде некој потплаќа некого, во овој момент јас сметам дека треба да работам на квалитетот во центрите за социјална работа, стручните работници и вредноста да се издигнат многу повисоко, платите да им се покачат исто така кој што во законот го предвидуваме и во тој момент ќе може да работиме да ваков тип на системи кои што веќе во светот постојат поврзување згрижувач со посвојувач или истото семејство да стане згрижувачко па посвојувачко да го направиме. Но јас не верувам дека тоа во наредните 5 години ќе може да си го дозволиме како систем на социјална заштита. Така. Почнавте еден сериозен проект во кој што сакате да направите деинституционализација, се извинувам, на институциите како што се Заводот Владимир Капија, Бања Банско. Владимир Капија повеќе немате лица под 18 години, односно малолетни. Како оди тој процес таму и како ќе се одвива овој во Бања Банско? Таму сите деца, како што рековме во 2018 година, дека нема да има веќе деца во Демир Капија, тоа и го направивме. Тие се во мали групни домови. Сметам дека одлично се справи заводот со целиот тој процес. Имаше отпори на почетокот и во општините каде што требаше да ги сместиме децата и кај оној згрижувачки кадар, кај вработените во заводот, но сега самите видоа дека е многу подобро кога се во мали единици него во голема институција. Бања Банско ќе се случува во 2019 година, ќе имаме 4 единици тука во Струмица кои што ќе бидат извлечени од заводот Бања Банско. Тоа се лица кои што и самостојно функционираат, но предизвикот да се соочат со општественото живење им е голем. Затоа им треба поддршка, тоа го правиме заедно со нив и очекувам многу скоро да ги видиме да бидат и во општина Струмица сместени тука да си живеат и полека чекор по чекор да и целата Бања Банско ја трансформираме, затоа што е важно да не ги изолираме овие лица. Овие лица треба да се околу нас. Денеска имаше и спортски настан, на кој што видовме дека и тие треба да спортуваат, треба да се вклучени во спортските клубови и затоа сакам да дадеме поттик да овој процес на DI го завршиме во наш мандат. Сега можеби Демир Капија ќе трае и најдолго. Таму не очекувам дека пред крај на 2020-2021 ќе ја затвориме целосно, затоа што имаме голем број корисници, но ако одиме со оваа динамика и со овој ентузијазам, мислам дека скоро ќе бидат сите институции трансформираме. Так. Зборуваме за отворање на дневни центри. Денеска и на трибината зборувавте за дневниот центар во Струмица. Меѓутоа, неодамна во интервју советникот на премиерот Спасе Додески рече дека имаме проблем со децата кои што големиот број на деца кои што се опфатени во аутистичниот спектар. Дали се размислува на ниво на министерство да се отварат дневни центри за лица со аутизам? Како ќе се одвива понатаму, како државата и системот ќе ги поддржува семејствата на овие деца кои што ќе станат и возрастни? Аутистичниот спектар ги опфаќа и сега, да кажеме, семејствата се опфатени со различни права, со различни дневни центри. Тука во Струмица сакаме да има еден регионален центар со сензорна соба и така со сите реквизити кои што им се потребни, но важно е дека сите центри кои што се за лица со попреченост треба да бидат адаптирани за сите попречености. Ако така се цепкаме, нема да постигнеме многу. Тука треба да имаме сеопфатни центри во кои што ќе може да ги истретираме сите, да речеме, интелектуални попречености. Спектарот на аутизам некогаш опфаќа интелектуална попреченост, некогаш не е различни, некои се повисоко функционални, некои се помалку функционални, но треба да центарот ги биде адаптиран за нив. Јас очекувам тој регионален центар да тука се отвори и да можеме да ги зајакнеме капацитетите. Дневните центри треба да постојат. Колку временски рок оставате за еден таков центар да може да се направи овде? Тука имаме просторни капацитети, така да не очекувам дека тоа долго време треба да трае, само треба иницијатива од тоа здружение кое што веќе раководи со еден центар, е во училишниот објект, да веќе се во координација со моите советници во министерството, да го поднесат кај нас како проширување на капацитетот и ние инфраструктура да ги поддржиме, но исто така и програмски да ги поддржиме и да си добијат финансиски средства да функционираат. Така. Зборувајќи за Конвенцијата, Истанбулската конвенција, има сериозни проблеми при нејзината имплементација, која што е овака и дел од европските земји, а имавме и пример кога Словачка не успеа да ја помине во собрание. Очекувате ли при имплементацијата кај нас проблеми и какви?
со какви да се соочуваат. Еве, имавме пред некое време проблеми и лажни вести при законот за дискриминација, кога требаше да се заштита од дискриминација, кога требаше да се донесе. Дали очекувате такви сопки при имплементацијата, влијанија? Сопки секогаш постојат, но видете, кај нас мислам дека немаме такви радикални струи. Нашата и десна партија апсолутно нема толку радикален ниту реторика, ниту моќ, ниту сила да спречи имплементација на вакви прогресивни мерки. Видовме и со законот за недискриминација, освен лажната вест која што пробаа да ја пуштат, кај граѓаните не предизвика никаква реакција посебна. Нашите граѓани се спремни за едно европско отворено, широко општество. Истанбулската конвенција вели да ги заштитиме жените од сите форми на насилство. Зар има некој што во оваа држава ќе каже да, треба да се тепаат жените, или треба психолошки да се малтретираат, или треба сексуално да се вознемируваат? Нема таков човек, јас сметам, нема таков. И да постојат, тие би требало да ги еманципираме и да ги вратиме во европските текови, во современите текови. Што значи дека Истанбулската конвенција има проблеми со имплементација, каде што имаме изразено да речеме верски движења и каде што имаме изразени радикални десни струи. И тоа се покажа дека во нашето општество ги нема, затоа што и при гласањето или ратификација на Истанбулската конвенција во нашата држава ние немавме отпори. Туку таа си помина многу глатко. Во имплементација може да се јави проблем само од фискален ефект или да немаме доволно финансиски средства наеднаш сите сервиси во сите нивоа да ги имплементираме, или кадровски потенцијал, а тоа е дека треба да постојат лекари, луѓе, психијатри, социјални работници обучени за работа на сите форми на насилство. Тука ќе ни се појави проблем. Еве јас во Скопски регион речиси сите сервиси постојат. И советувалишта, и шелтри, 24 часовни кризни центри, се постои. И работа со насилници, и работа со деца. Но ајде да видиме во Источен регион дали имам капацитет за работа со сторители. Не, немам обучен кадар. Дали има за работа со деца? Може да има по некој, но нема здружение кој што ќе го води, нема правен субјект кој што ќе ги води тие советувалишта. Така да полека се екипираме. Ние веќе ги воспоставуваме центрите, шелтрите кои што постоеа, но никако не беа во функција, преку центрите за социјална работа ги воспоставувам, и она кое што следи сега се измена на и нови закони за родово базирано насилство и насилство врз жените, кои што треба да го донесеме, да го однесеме во собрание до крајот на оваа година. Јас очекувам собранието да биде доволно одговорно и да гласа секако, и по однос на измена на кривичниот законник, каде што сите оние легислативни барања во конвенцијата треба да се преточат во кривичен законник, за да речеме имаме цврста заштита. Колку шелтер центри треба да се отворат за да имате полн капацитет на едноставно услугите да бидат достапни за жените од сите региони во државата? Јас сметам дека со 10 ние апсолутно ќе ја покриеме државата и ќе речеме имаме друго ниво на квалитет, но поважни се советувалиштата. И тие, до сега имаме само едно квалитетно советувалиште кое што функционира, тоа е прв семеен центар во Скопје, другите треба тек да се воспоставуваат. Тука ми е мене најголемиот предизвик. Така. Кои се другите новини кои што ќе можете покрај оваа голема социјална реформа која што ќе ја спроведувате, кои други новини планирате да ги воведете во социјалниот систем во државата за да го зајакнете, да го застанете на нозе, и временскиот рок кој што сметате дека ќе биде потребен за тие почетни чекори? Видете, ако ние го имплементираме законот и она за кој што сега зборува, тоа се зголемување на права или пари и зголемување на услуги, воведување на управување со случај, ние тогаш сме станале современа социјална држава која што знае што значи социјална заштита, затоа што во моментов не знаеме што значи социјална заштита, затоа што ја нема таа како таква. Така да само да го имплементираме законот и ние сме среќени. Дополнително во социјална заштита не треба да правиме многу, само треба да се држиме кон законското решение и да го имплементираме во целост. А тоа е во неколку фази. Наеднаш не може да се имплементира ни еден закон, но јас верувам дека ние, да речеме, за 8 години од денеска, затоа што кога дојдов реков за 10, две скоро помина, за 8 години од денеска ќе може да кажеме дека да, затворен е системот на социјална заштита и сега во затворен круг тој само се подобрува и се подобрува, но почнал да функционира. Но остануваат предизвици во Законот за работни односи, кој што заедно со сите социјални партнери, работодавачи, стопански комори, синдикати, треба да го сработиме и да направиме еден флексибилно, сигурен систем и да нуди развој на економијата, но и да ги заштитува работниците. И тоа исто така е голем предизвик за мене како министер на сектор труд и социјална политика. Ако ја средивме социјалната политика во 2018, сега во 2019 тој закон да го донесеме и секако следните министри да не рушат, туку следните министри да продолжат да градат, затоа што велам, овие два система не се политика,
Овие два система се функционален систем што ги поддржува граѓаните, и трудот и социјалната заштита, затоа што тоа е еден широк ресор, затоа што ве вклучува од вашето раѓање предучилишно образование, па кога имате и кога немате, и кога сте вработени, и кога сте невработени, и кога сте пензионери. И затоа треба да се грижиме да Министерството за труд и социјална политика го водат луѓе кои што знаат што прават и следат меѓународни пракси кои што даваат резултати, за да си ги извлекуваме граѓаните од сиромаштија и да имаме работоспособно население, затоа што видовте Светска банка како не пресмета. На дното сме во регионот за човечки потенцијал и колку се грижиме ние за човечките ресурси. А тоа е токму затоа што системот на социјална заштита, детска заштита, работни односи бил рушен со години. Да си го вратиме тоа назад и да кажеме дека како држава конечно вложуваме во секој еден граѓанин. Така. Ви благодарам за разговорот и за вашето учество во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Визави. Останете понатаму со нашата програма.